вечер. Вечерва во топ тема на ваша страна имаме две ексклузивни интервјуа. Првото со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Второто со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тоа се две одвоени интервјуа и двајцата лидери се согласија да гостуваат во топ тема на ваша страна по синокишните жестоки случувања во парламентот. Затоа останете со нас во следните 2 часа. Добро вечер за мојот гостин Зоран Заев. Добро вечер, поздрав до гледачите. Како се чувствувате со оглед на тоа што еве и на интервјуто доаѓате се гледаат последиците на вашето лице, за среќа сега се санирани повредите? Фала му на Господ, живи и здрави сме, и јас и колегите пратеници, и вашите колеги новинари, репортерите кои што беа таму, камерманите, сите. Има и повредени од мене, господинот Зијадин Села, верувам дека беше најтешко повреден, драго ми е што контактибилен, колегите пратеници го посетија во клиниката. Реков, фала му на Господ, живи и здрави сме. Зошто токму вчера се решивте на потегот кој го најавувавте подолго време? А тоа е да го изберете Талат Џафери или новиот претседател на Собранието во пленарната сала. Имаше нели неколку можности и како тоа да се направи. Дури и ние новинарите кои секогаш мислиме дека се знаеме, не откривме дека тоа ќе се случи токму вчера по 18 часот. Целта беа граѓаните. Објавија официјално министерот за финансии, нема субвенции, не потпишува ништо. Загрозени беа веќе, еве доаѓа почетокот на месец мај, плати, веројатно пензии и слично, час поскоро делување заради граѓаните. Ние сме во позиција 11 години, 2, 3, 5 месеци колку треба ќе седиме таму, но чуму е тоа, навистина само губат нашите граѓани за кои што всушност и ние постоиме, институциите постојат. Последната недела дена или еве 10 дена од овие 31 ден колку што беше ова блокирање на парламентот, ги најавував. Буквално, луѓе ќе одлучуваме, имаме мнозинство. Право и обврска е да избереме претседател на парламентот од редот на оформено, декларирано мнозинство. Го најавивме тоа, јас во неколку изјави, дури за вашата телевизија го најавив тоа. Денот одржав процедурално обраќање, одржав пресконференција, дадов одговори на пратениците од ВМРО-ДПМН, верувам и на целата јавност, за да направам покротка, посмирена ситуацијата, но крајно време одговорноста мораше да се преземе. Се што ни беше значајно, тоа да го направиме на најмирен начин. Најдемократски, согласно деловникот, онака како што го пишува. Целта беше да пробаме прво во пленарната сала, ако налетеа некој од пратениците обезбедување парламентарно или слично, сакавме да одиме во Борис Трајковски, ако не таму на скалите, кај што обично се слика владата, па ако треба и пауза да правиме саат-два па да продолжиме, што и да е, само да не се случи насилство. Мене ми е драго што првиот чекор успеа баш во пленумот овде да се случи изборот и отидовме во пресконференцијата да ги информираме граѓаните. Македонија избра претседател на Собранието, тоа е важна работа да ги објасниме деловничките процедури да знаат сите. Тоа е транспарентност и отчетност во одлучувањето. Со оглед на тоа што се подготвувавте за ваков чекор, очекувавте ли дека еве ќе седите сега на интервју практично со скршена глава, со повреди и дека може доволку да ескалира состојбата? Секако дека не. Јас верував повеќе дека можеби ќе тргнат пратеници на пратеници, знаејќи 24 декември што се случи 2012, па можеби обезбедувањето од парламентот, па можеби и МВР да биде ангажирана. Тука беа нашите очекувања. Никој не можеше на крај памет да му падне дека ќе ја пуштат намерно толпата. Тоа што го видовме денеска, правивме анализа, стручните служби пред се правните совети во партијата. Во еден момент 50 полицајци ги чуваат влезните врати, 300 луѓе имаше надвор, немаше ни толку. Буквално се отворија вратите. Внатрешно беа отворени шипките кои што ги блокираат тие врати, сите влезни. И тоа знаеме од кој е. Ке утврдат сигурно и снимки и докази за ова работа. Имаше луѓе кои што координира и даваа нападствија. Дел од маскираните лица се поздравуваа со униформираните полицајци. Верувате дека и тие биле полицајци и се препознаваа? Еден дел верувам дека беа полицајци. Оставам простор доказите тоа да го остават, нормално, се јас зборувам само она што јас верувам. Знаејќи како тие се качуваа, се поздравуваа и ги упатуваа. Отисите не ја знаат през салата каде е во Собранието. Кога ќе влезете во Собранието, тоа е буквално лавиринт еден, ако не знаете, тешко допирате, може да изгубите доста време, но тие многу брзо, веднаш ги видовме на телевизија, влезот и буквално за секунда, како да кажем, за 2-3 минутки беа горе качени сите. Тоа е баш точно организирано, осмислено, со добра умисла, направен план како да се тргне. Ги видовме препознатливите лица од Сдруженијето Тодор Александров, Ќосето и други
здруженија кои што испраќале цело време заканувачки пореки, тие беа тука. Во дел на маскираните лица беа сигурно одредени бандитски структури, јас така ги нареков, а и веројатно еден дел беа и полицајци. Кога рековте ги препознавам, значи тоа ги препознавате дека се блиски, да речеме, на одредена политичка партија или блиски на одредена личност, ваш партиски опонент, или блиски на подземјето? Тоа е прво извршното ткиво во реализација на лоши намери на ВМРО ДПМН, заради тоа што се работи за една болумента која што според мене забегана комплетно. Еден дел од луѓето веројатно беа психолошки нестабилни. Ние бевме тука 2 сата заедно во очи со нив, без да дојде полиција или слично. Целата работа е 6:15, веќе бевме горе. Излекувањето се случи после 8:15, 8:20. Значи повеќе од 2 часа бевме тука, очи во очи, со објаснувањето на сите закани, како ќе се случат сега убиствата, како тоа шипките беа пред нас, како убодите ќе се случат. И беше со јасна намера. Убиство е испланирано во прашање, само треба да се реализира. И окей, тука во целата таа организација важно беше да покажеме солидарност помеѓу нас пратениците. Еден со друг, заедно стоевме рамо до рамо. Имаше овде новинари, позади нас имаше камерман човек, кој што се затекна тука. И тука беше готово. Секој чува главата. Благодарение на личното обезбедување пред се професионалното на Оливер Спасовски, кое што го има, моето приватно обезбедување кое што го имам, неколку луѓе службени лица кои што успеа да влезат, а не препознаваат и професионално си ја завршува работата, тие го правеа првиот кордон. Реков чест и респект за колегата Владко Ѓорчев. Беше рамо до рамо со нас. На прва барикада и реално имаше удари по себе, принципиално замолувајќи ги луѓето да престанат. Ве молам заради мене, ако не заради друго. Престанете, не го правете ова. Цело време со тие зборови и тоа е за почит. И јас го признавам отворено. Во ова имам неколку прашања кои верувам ќе ги интересираат гледачите. Како вчера да видовме 2 полиции. Едната полиција која што ги пушташе и се поздравуваше со луѓето со качулки или останатите кои потоа ве напаѓаа, другата полиција која дојде да ве спаси. Тоа покажува дека има дуализам во МВР или сценарието било такво да се делува на етапи. Го имате ли и вие тоа чувство? И од друга страна, министерот за внатрешни работи е од ДУИ, ваш коалиционен партнер, зачудува фактот што до толку тој не можел да воспостави контрола на службите и на полицајците, било да се работи за посебни единици, специјалци или редовна полиција. Прво се докаже дека се уште постои професионализмот во МВР и веројатно тоа беше и спасот за животите мои, на пратениците, на колегите ваши новинари и камерманите. Заради тоа што тие беа на крајот, тие што допреа до нас и го направија кордонот за да може да не излечат токму тој ќош каде што бевме буквално затечени, заробени од насилниците. Истовремено, за жал, тоа покажува дека не постои држава, сега и партија. Тој првиот дел кој што го нарековте под партиска контрола. Тука нема професионализам. Се знае наредба која е на полицијата, го чува парламентот и го чува пратеникот. Пратеникот е израз на суверенитетот на граѓанинот. Предаден го презентира граѓанинот секој пратеник и се знае која е процедурата, не треба да бидете полицаец. Тие луѓе буквално ги помагаа, ги насочија еден дел од насилниците и верувам дека тие им дадоа дополнително охрабрување. Тоа ја покажува градата слика на Македонија, колку се станало партија, нема држава. Ама истовремено дека останала ова искра надеж која што постои на професионалци луѓе. Имаше таму еден човек крупен, јас го знам, да го видам, не можам да го кажем неговото име, го познавам баш од овие здруженија. Тој што ве нападна? Не. Еден крупен човек кој што стоеше до Владко Ѓорчев, до моето обезбедување, до обезбедувањето на Оливер Спасовски и правеше кордон за наша заштита, заштита, тампон. Тоа е човек пред се, за разлика од овие другите. Ги препознав психолошките проблеми кај одредени личности, тоа се препознава. Кога ќе сретнете човек со психолошки проблеми, го препознавате тоа. Но еден дел, веројатно се здрави луѓе, кои што беа подготвени на се. Вчера, ова целото кажува дека се повеќе професионализмот се изгубил во Министерството за внатрешни работи, останала партиската контрола. Како министерот не можел воопшто да врхушката на власта сиве овие години испратила порака дека ако тие може да прават што сакат, па можат и полицајците да не бидат професионални, ако одлучат да не бидат професионални. Мене не ми е несвојствено дека министерот не можел да ја одржи контролата. Оливер беше таму, Спасовски, видов колку тоа може да контролира. Знаете дека го променија законот и дадоа сериозни ингеренции на директорот на Бирото за јавна безбедност по командна одговорност. Тоа е во последен момент, некаде не знам, на
На 20-тиот ден од протестите тој стана шеф на штабот за заштита на собранието и се знае, шефот на штабот е конечен овде. Министрот е врв на пирамидата, ама тој ги испраќа полицајците и координира со нив, Чавков. Чавков точно. И министрот прво не можел до 20 часот да го добие Чавков. Не бил тој ниво штабот. Тоа само по себе кажува каде бил. Веројатно во партиски простори давајќи партиски насоки за да се дозаврши работата со кое што се намерачиле тој Груевски. Кога сме кај Чавков, тој денеска му упати едно соопштение или изјава во која што прво вели дека сценариото што било планирано го префрла, топката префрла на СДСМ и вели дека не може да го коментира сметајќи дека тоа е сценарио кој го направила СДСМ и упатувајќи лично до вас, еве ќе го цитирам, дека тој ви порачува дека не го загрижува фактот или вашите изјави, дека не може тоа да го заплаши, дека не се плаши од актуелните закани од криминални структури, обвинувајќи дека вие сте биле директно во спрега со нив. Значи, на овој начин, ова беше одговорот на Чавков за сето она што и ние новинарите го прашувавме, зошто дозволува да се случи. 11 години се на власт, а Заев е веројатно најобвинуваното осомниченото лице. Зошто не го затворивте тој Заев, ако имало тронка нешто да биде затворен Заев? Јас сум председател 4 години, 11 години си власт или било што, требало тоа да го отстранат ако постои такво нешто. Јас сум честен политичар и честно одговарам пред луѓето, немам никакви конекции со никакви позадински, криминални, бандитски или не знам никакви не структури. Влезен сум со ова само со љубов кон мојата земја, Република Македонија и во заштита на граѓаните, интересите на граѓаните, ништо повеќе. Заборава господин Чавков дека кај мене беа разговорите. Тој е еден голем бандит кој што ги има узурпирано институциите, нанесено невидено зло врз сето она што не е ВМРО-ДПМН, а во дел и врз она што е ВМРО-ДПМН. Да прашите честни структури од ВМРО-ДПМН, ќе ви кажат кој е екзекуторот на сите валканици од 2006 година па наваму кога е подместен тој во високите структури на МВР и не би сакал повеќе да разговарам за него. Тој е ништожник човек кој што јас реков нека бега таму подалеку некаде, не сакам ни името да му го зборам. Тој го направи тоа со умисла. Тој ја обурка Македонија целосно. Може ќе паднеа животи, што ќе паднеа животи? Што оставивме за нашата Македонија? Не можел 300 луѓе да ги заштити. Па видовме како беше на монструм на улиците кога беа протестите. Па видовме шарена револуција кога беше, како се заштитуваше. И те како може да се заштити. Но тие им помогнаа, не само што се обидоа да го заштитат собранието. Доколку дојдете на власта, доколку ја формирате владата, какви одговорности, веројатно кривична и ќе барате некоја казна? Ние ќе поднесеме се што имаме како докази. Ние сме само политичари, нема аспирации да бидеме обвинители, суди или слично, аман, те доста ние од таа работа. Само сме со искрена надежда дека има независно правосудство. Ако има докази за вина да се одговара секој, така и господинот Чавков. Секако и господин Груевски, Зоран Заев, кој да е во државата. Одговорност мора да има во ова наша земја. Законот мора еднакво да важи за сите, правдата и правната држава мора да ги вратиме, ако не немаме држава. И апсолутно немам никакви аспирации. Јас бев на лекар за да може да изведам мојата документација, моите колеги беа на лекар и тоа толку што можеме да направиме. Дадов една задача на аналитичкиот центар да помогнат во обезбедувањето на доказите и преку правните совети да ги доставиме до обвинителство. Ние до тука може да направиме. Дали верувате дека безбедносните камери нема да бидат избришани затоа што се уште иако го избравте председателот физички неизвестно е дали воопшто ќе можете и кога да влегува во нов ризик секој оно што ќе се обиде да избрише заради тоа што снимаат телефони од сите страни. Докази постојат до небото. Многу, од сите страни. Некој ако посекне да брише официјални снимки на собраниските камери, само ќе влезе во кривично дело. Доказите и така постојат. Јас сум убеден и се надевам, не сум убеден, се надевам дека никој нема да се дрзне да го направи тоа заради тоа што е кривично дело. Бришењето на докази за вакви сериозни работи кои што се загрозување на човечкиот живот, интегритет на пратеник и слично, апсолутно е тешко кривично дело. Пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во топ тема на ваша страна вечерва на интервју со мене е лидерот на СДСМ Зоран Заев. По ова интервју колегата Александар Чумовски ќе има интервју со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Господине Заев, навистина беа потресни снимките што ги гледавме. Меѓутоа денеска на пресконференцијата кажавте дека оние кои влегоа и кои ги нападнаа пратениците како да има список или има одредени луѓе и мети кои треба да ги нападнат. На снимките гледаме дека заедно сите седите со пратениците. Фактот што
господинот Зијадин Села е најнападнат веројатно или го препознали или планирале тоа да го направат. Вие и останатите Дамјан Манчевски и сите други што ги гледаме дека се нападнати. И тука имам две прашања. Од каде таков печаток дека знаеле точно кои да нападнат? Очигледно беше дека знае кај да влезат. И второ, што правеа останатите пратеници? Еве, пратениците на ВМРО ДПМН, и вие го споменавте Ѓорчев, кој што се гледа и на снимките како е цело време со вас. Меѓутоа, видовме многу други пратеници кои уште доле на влезот седеа, не реагираа кога влегуваше народ, не ги смируваа, воопшто не сакаа ништо да сторат околу тоа. Секој од пратениците си знае, многу добро мислам на нашите политички опоненти, нека им е на чест и тие ќе си знаат дали може да спијат со тоа или не. Нивно е. Аз реков за господинот Владко Ѓорчев и го потврдувам тоа, колегијалност, човечност, хуманост на дело. И таму имаше еден човек, Зоран, ми беше кандидат на ВМРО ДПМН од Америка за изборите. Тој стоеше тука. Го видов после тоа Тодоров, како во последен момент интервенираше, и тоа можем да го признаам и да го прифатам како солидарност и човечност и толку. Зошто бевме таргет? Заради тоа што масата беше насочена токму тука во прес салата, каде што директно одеше тоа и знае кои пратеници се таму. И нормално, јас сум мандаторот, новиот председател на собранието, председателот на Алијанса за албанците на коалицијата, Зијадин Села, Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Дамјан Манчевски, Петар Шилегов, другите што беа кај нас, и готово, тоа е таргетот. Лесно беше на маса од стотици и илјадници луѓе да ги фатат тука, десетина луѓе, и тоа е таргетот. Другите колеги беа горе на галерија. Се обидува да го скријат Мухамед Зекири. Албанеце, не знаете што, и помогнаа дамите пратенички околу него. Заедно секој снаоѓајќи се. Кој каже дека е бремена, кој не знам што, па некако успеа тука веројатно да го изменаџира целиот тој дел. Но ударите со сите тие шипки, железа, се што се случи, сталактите од камерите кои што ги фрла, беа тука насочени. На нас не беше важно солидарностите да се заштитиме еден до друг, тоа беше многу важно. Господинот Зијадин Села, Реджаил и другите пратеници кои што беа десно ги повлекоа веројатно и не може повеќе да додржат. И тука се случи ударањето токму врз нив и тие беа тепани. Ја знам дека е удрени Реджаил и дека се удрени Артан Груби и другите. Тие можеби не се шиени како нас, но се удрени. Јас сум убеден во тоа и го знам. Видовме таму, разменувавме раните кој каде отидој до лекарите каде што бевме заедно во собранието, но што е она што е важно, беше посочено лидершипот на пратеничката структура на новото мнозинство, е така да го кажем. И верувам дека насоката беше ликвидација, ако треба ликвидација нека се Токму случи. тоа ми е следното прашање. Дали го препознавате оној директен ваш напад? Јас не видовме неколку фотографии на социјалните мрежи и она што велите дека тоа е практично обид за убиство со умисла. Дали сметате дека ова сценарио било подготвувано така да ако навистина влезе народ во собрание, да вие бидете метата дури за еден атентат? Значи, јас сум сигурен дека целта беше убиство. Мое и на неколку други луѓе. И немам дилема воопшто во таа работа. Присебноста на селата реакција што се случи внатре. Службеното лице полицаецот Аце. Не е Саше тој што го има на сликата со пиштол кој што држи надвор, го знаат, ќе го препознаат гледачите, но Аце е другото службено лице, тоа се двајца полицајци, официјално обезбедување на поранешен министер за внатрешни. Останаа со Оливер Спасовски. Во еден момент вели, јас сум полицаец, дига значката, ве молам, отстапете, дојдовме до животот на претениците. Ве молам, отстапете, ќе пукам. Го дигна пиштолот. Полицаец сум, предупредувам, ќе пукам. И праша, ќе пукам, председателе, пукнете еднаш во воздух, пукна еднаш во воздух. И оп, застанаа малку другите. Не беа доволно уплашени, тргнаа да му земат пиштолот. Пукам уште еднаш, пукна уште еднаш, два пати во воздух и го стави пиштолот од позади по процедура и по протокол. Верувам дека тоа психолошки влијаеше за да застанат со убиствените манири. Вториот дел, Владко Ѓорчев веројатно помогна. Обезбедувањето Саше од моето приватно обезбедување, Сашко и Аце, имаше Зоки еден дечко полицаец, Зоран уште еден дечко полицаец кој што беа таму, и неколку други луѓе службени кои што успеа да влезат во структурите, честни професионалци, заедно држеа, со, го кажав и крупниот дечко од Здружение, го знам, човек на мои години, 2-3 години нека е постар од мене, сите заедно тие го направија кордонот овде. И тука беа од другата страна на силниците. И сега од едната страна вели, го гледате Зијадин Села, заклане овде, таму лежи, вие сте следне, ве убиваме, вие сте. Значи,
Нема, дојде чинот и тука. Тука вие квалификацијата обид за убиство со умисла. Го гледате жарот, значи крвта во очите, ѓаволштината, злото, како е тргнато тоа. И тоа не е само еден човек, па ќе кажеш да нешто му фали, значи не бе тоа присутно кај 50 на луѓе тука сите. Кој се организира од која страна да нападне, да падне еден живот, па после полесно од другите да паднат. Тоа се гледа апсолутно. Знаете кога сите сме биле млади години, што е тепачка и тепачка, окей. Кој ќе победи, до толку е боксовите завршуваат и не ова е обид за убиство. Апсолутно нема што. Значи ги фаќаат од столиците железата и ги мават. Сталактите се огромни од камерите железни. Ги мават. Овие топчињата, тракалците се како бомби, тешки. Бев удрен тука во главата со нив и колегите пратеници, буквално со нив мава. Мава со едни железни шипки од подмасите. Ги извлекоа и првата засекотина се случи токму од нив кај мене во тој дел. Значи тоа беа се шила, убоди со се железо за да настане последици за смрт. И нема тука дилеми апсолутно. Од една страна охрабрува фактот што и колеги и пратеници од ВМРО ДПМН помогнале, меѓутоа ме зачудуваше фактот што одредени пратеници воопшто ги немаше. Пратениците на Беса не гласаа за изборот на Талат Џафери како пред време да го напуштија собранието и не беа во таква ситуација како сите вие останати во опасност. Меѓутоа, денеска направивте една грешка, ми се чини, кога избројавте дека од 67 пратеници 61 гласале, го немаше Алија Ахмети воопшто во собранието. Дали вие го броевте воопшто? Не, Алија Ахмети и Мендух Тачи ги немаше од вкупно 69. Така. Минус 20, 67 се. Така. Гласаа 61 заради тоа што не гласаа петте Небеса и не гласаше Бардулј, пратеникот од ДПА. 61 гласа. Значи со Ахмети имавме 62 потписи за Талат Џафери. Сега зошто со оглед на тоа што вчера беше битен момент, како е можно вашиот иден коалиционен партнер, па и сега Талат Џафери избран од неговата партија, практично не даде глас, не крена рака за човекот кој за прв пат во историјата на независна Македонија ќе биде албанец избран и за претседател на собрание, втор човек во државата. Само заедничка безбедносна проценка. Ако Али Ахмети до Зоран Заев, веројатноста за убиства на сите е поголема. Па влечете анализи понатаму и вие гледачи. Вака можам само да извлечам анализа како да ви го чувал грбот, да речеме. Вака. Не можам да сватам зошто навистина не бил во собранието. Значи, структурите кои што беа спремни за убиство се радикални структури под патриотски и квазипатриотски превези обличени, а Али Ахмети од другата страна е командантот на она од 2001 година. Како да ви кажам, ако е тој тука, заедно со сите други пратеници. Како село што беше нападнат можно и тој. Сега знаете сите сами што значи. Ние предпоставувавме било каков вид на насилство дека ќе се случи. Знаејќи го тоа насилство, одлучивме. Сите 9 беа од нивна страна. Тој верувам дека беше во одреден временски период тука во парламентот заради тоа што комунициравме и во одреден период завршивме заради тоа што ја подготвивме веќе процедурата после 17 часот за влегување. Она што треба да го знаат граѓаните, тоа беше координирано и јас сум среќен што вака одлучивме. Оти верувам дека ќе беше само причина повеќе за да се случи умислата за убиствата која што беше испланирана. Од една страна покажавте храброст сите пратеници во парламентот и се соочивте со напаѓачите, но тоа е добро затоа што не се соочи народ со народ. Кога јавноста ги виде снимките ваши, меѓутоа верувам и албанците кои ги виделе снимките на Зијадин Села раскрвен на подот, не им било сеедно. И може ли тие да тргнат во одбрана на своите, па да имаше наши и ваши и поделби на многу страни, и меѓуетнички, а и меѓу партиски македонски. Ова само покажува дека обстоивме на трпението и присебноста наша на сите. Тука беа сите колеги кои што обично имаат и оперативна улога во партијата, координираат со штабови, општински организации и слично, така и кај нас, така и во Алијанса за албанците, така е верувам и кај ДУИ и кај сите. Сето она што го слушав по телефоните, назад, одвраќајте се во партиски простори и сите. Целото тоа само беше укажувано од нашите колеги пратеници кои што го формираат парламентарното мнозинство. Знам во еден момент се пушти информација неколку стотици албанци во Чаир тргнале према центар. Вртеа телефони. И пратениците од Алијанса за албанците вртеа телефони и пратениците од ДУИ. Директно вртевме и ние преку Мухамед Зекири, нашите координатори што ги имаме во Чаир и во Бутел сите, да сите што тргнале или се вратат назад или во партиските простори на Бихачка на СДСМ. Тоа го правеа сите они. И јас сум среќен што обстои можноста да не се случи судари народ со народ, се случи багра бандитска против пратениците. И тоа го видоа сите граѓани и тоа е полесната околност отколку не дај Боже народ со народ. Тоа е веќе цивилна војна.
Го избра Нетала Џафери како претседател на собранието, ВМРО-ДПМНЕ го спори, ги пребројува и гласовите дали се тие или не се. Меѓутоа што ќе се случува понатаму? Јас денеска разговарав и Нетала Џафери прашувајќи го дали ќе закаже нова седница, дали ќе се побара, нели и вие кажавте мандат уште еднаш од Иванов, па дали тоа ќе биде за 3 дена или за 10 дена. Како ќе бидат следните чекори со оглед на фактот дека можно ли повторно да се случи ваква ситуација? Како сега ќе ги предвидувате чекорите? Кога веќе ова го искусивте? Секогаш постојат начини и алтернативи на предвидување на опциите кои што стојат на располагање ако сте целосно подготвен тоа да го правите на присебен и трезвен начин. А секако постојат и опции за насилство, за било какви нахални чекори или слично. Ние обстојуваме на нашата определба. Премногу е важна секоја човечка душа во Македонија, премногу е важно да ги отклониме сите можности за било каков судар во нашата држава и тоа ќе продолжиме да го правиме со целосна посветеност, согласно алтернативите на ненасилство кое што ни стојат на располагање. Значи, без насилство, со трпение и присебност во целиот овој дел. Јас би сакал, утре, иако е сабота, Трајко Велјановски да му се јави на Нетала Џафери да направат примопредавање, да не губат ни ден повеќе. Реално очекувам тоа да се случи во вторник. Верувате дека тоа ќе се случи? Мора да се случи како поинаку. Наместо тоа може да кажат дека изборот на Талат е неуставен, дека го нарушувате и така беше изјавата на Груевски, деловникот, дека кршите устав. Нема дилеми тука и тоа го знаат тие и заради тоа стоја во салата на собранието. Ако е неуставен, не деловнички. Велеа дека е пуч додека вие биравте. Така, ќе се излегува и готово, слободни дека тоа е неуставно и завршена работа. Не знаат дека е уставно и дека е деловнички, затоа стоја да ја чуват говорницата и да го чуват местото на Трајко Велјановски, каде што седи. Зошто? Заради тоа што знаат мнозинство постои. По деловник може после 18 часот да продолжи и може да помине на четврта точка и може да отвори расправа и може да гласа доколку нема пријавено за расправа. Тоа го знаат и граѓаните кои што барем малку гледале парламент, ако не повеќе. Доказ дека е уставно и деловнички е нивното обстојување во парламентот и незаменување после 18 часот. Стоја тука и штитеа нешто. Што штитеа? Штитеа мнозинството да не одлучува. Оти знаат ако одлучува, одлуката е уставна и деловничка и тука нема дилеми. Може да се обидуваат и да навлезат во нови глупости. Се што правеле до сега само предизвикувале глупости. И сето тоа е таложење врз нивни грбса и за жал за сметка на Македонија. Токму тоа го употребеа со обвинување дека СДСМ е тоа што направило сценарио и на овој начин ги поттикнала насилствата и нападите вчера. Оти. Секогаш парламентот конституирал собрание со избор на претседател од 1 до 5 сата, најмногу во современата македонска историја од независноста на Македонија. Сега оставивме не 5 сата, не 5 дена, 31 ден, 5 цели седмици оставивме. При тоа, последните 10 дена од тие 31 ден предупредувавме и окажувавме. Знаевте вие новинарите кој е сценариот. Па знае сите дека ќе се обиде мнозинството да гласа. Ке дојде на четвртата точка, тоа го баравме деловнички, инсистиравме, не се откажавме до крај, го повторив денте јас, еве сум потенцијален мандатор за влада, јас да го укажам на најдобар и внимателен начин, со внимание и посветеност. Дури одлучив, оти немам процедурално овде да дадам одговори. Го послушав Трајко Велјанов, се качив горе, во прес-центарот, да дадам одговори. Заслужуваат претениците, ако се наши опоненти, да добијат одговори. Некој всушност е сериозно загрижен, некој прават маска. Но и заради граѓаните, ако не заради друго. Се направивме. И на крајот го направивме тоа мирно, спокојно, со сите алтернативи кои што ни стоја. Кој тоа ние сме провоцирали? Кој? Значи, опозиција сме, 11 години, формиравме мнозинство, со многу трпение, 5 месеци поминаа од изборите. Скоро, граѓаните не може да чукаат извршители на врати. Банките вртат кај граѓаните што имаат кредити. Не можат, не Боже, социјални случаеви, лица со посебни потреби да добијат негата од кои што живеат. Овие се сериозни работи, политичарите може да живеат во својот свет. Колку што сакат, има луѓе со секојдневни проблеми кои што мора да се носат и зависат од државата и државните институции. Така да, ние нашето го направивме на најтрпелив, внимателен и присебен начин. Тоа не може да биде провокација. И да било соодветна провокација, оти некому не му се допаднало. Полицијата беше должна да го заштити парламентот и пратениците. За жал тоа не го направи. Долго време, особено во ова студио, и ваши представници прашувавме секогаш и како ќе се случи изборот на претседателот и што ќе направите, и долго време не знаевме. Меѓутоа, дали сега ќе не држите во неизвестност како всушност ќе формирате владата? Како тоа ќе се случи доколку повторно наидете на зид?
Особено од Иванов. Одговорите што не ги дадовме прецизно како ќе биде чинот на избор на председател, овозможие на ненасилен начин да се случи. Ако ги дадовме транспарентно, веројатно ќе имаше уште погрозно насилство и не дај Божи пратеник со пратеник, кој го знае тука во пленумот што ќе се случи. Но досега докажавме дека постојат ненасилни алтернативи многу. Како лепеза на опции што постојат, само треба да не брзаме, треба ден, 2, 3, 5, колку треба, нека бидат. Колку ќе чекаме за формирањето на влада и како тоа би се случило? Ние сакаме новиот председател на собранието господинот Џефери да испрати писмо до Иванов, зашто објавивме дека донесовме одлука колку и да се неразумни двете причини Иванов, ќе прифатиме да ги отстраниме. Објавивме програма на новата влада и 10 дена ќе ги дадеме. Јас сум убеден, заради тоа што господинот Иванов ме викна тој посебен ден кога објави дека не го даде мандатот, јас 1 сат бев кај него. Јас знам дека во суштина тој верува во легалниот аспект на давањето на мандатот, тоа е приватна причина, му треба 10 дена. И тој го посочи председателот на собранието, може со писмо да го заокружи и покрие тој за него. Ние би чекали 10 дена, меѓутоа условите негови се откажување од платформата и цело време тоа го повторува, не би дал мандат на луѓе кои прифаќаат платформа направена во странство и слично. Ке се откажете ли од тоа? Или формално? Политичка причина и изговор е само тоа, сите знаат. Јас дадов одговори што е лага, што е точно со вниманието на се. Ова што е договорено е почетни позиции на партиите. Никола зборуваше со Али за овие работи, Зоран зборуваше со Али за овие работи. Ветиле албанските партии на нивните гласачи, ние ветивме план за живот, тој вети таму некој негов план како коалиција предводена од ВМРО ДПМН. И нормално е сите со своите почетни позиции преговарат за влада. Тоа е така. Рековме, заедништвото ја крепи унитарност. Нема бинационална држава. Отворено, јас сум мандаторот. Никој нема да го крши уставот. Никој нема да го менува уставното име. Ние ќе разговараме за решавање на проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Но одлуките ќе ги носиме заедно со опозицијата и конечно ќе бидат на референдум кога граѓаните ќе се изјаснат. Никој нема да ги мени знамето, химната и грбот на Македонија. А јазикот и унапредување на неговото? Унапредување на јазикот ки има, уставот ја дава границата и можноста тоа да се направи. Таму каде што граѓаните имаат практична потреба, а уставот тоа го дава. Ние немаме никаква причина. Јас ви кажувам, никој не бараше ништо надвор од уставот. Одредени работи останаа дилеми дали се уставни или не, и кроткоста во разговорите беше оке, уставните експерти ќе ни кажат. Од каде тоа Заев, економисти, Ахмети, знаат што е уставно или не, ќе ни кажат. Не знам, тоа униформите, парите, ние велиме дека не е уставно. Но, дали председателот на собранието може да зборува на албански јазик е уставно. И ние го прифативме тоа. Немаме проблем со тоа. Добро, тој впрочем и изјавата негова прва нормално беше на албански јазик. Меѓутоа, ова што вие сега ми го зборувате, го најавивте и на една пресконференција како програма на владата. Во ова студио Артан Груби рече дека тоа не е програма на владата. Тоа е програма на СДСМ. Веројатно господинот Артан Груби до крај секогаш не е бил информиран и упатен. Формираше дуи работна група за програмата на владата. Тој учествуваше во преговорите, затоа мислам дека така, ама не беше дел од работната група. Што сега, дали навистина е тоа програма на владата или допрва ќе правите програма на владата? Слушнете ме, веројатно не е доволно упатен заради тоа што не е член на работната група на ДУИ, која што е составена од Изет Меджити, Теута Арифи и уште еден. Не знам дали беше Невзат, Невзат беше за преговорите со овие двајца колеги градоначалници, мој бившиот, јас сум порано градоначалник. И тие дојдоа вечерта, гледаа програмата, заедно утврдивме, видовме одредени пропусти, го додадовме инфраструктурата во Избегово и некои други работи, мост на одредено место, како ветување од заедничките програми кои што сме ги имале пред избори, они, а и ние се совпадна одредени компоненти и изградивме доволно. Ова е програма на идната влада. Значи тоа ќе ви биде и во експозето доколку добиете мандат. Да, точно. И втората работа е важно тоа што ги дадовме одговорите за господинот Иванов. Еве ако сака. Јас ги дадов вчера на пресконференцијата одговори кои што него би го загрижувале. Јас сум подготвен, а верувам на мој повик со замолница на господинот Ахмети, Зијадин Села и Билел Касами, ќе одиме кај господинот Иванов. И лично ќе му гарантирам дека се што ќе работиме за заекнување на унитарноста, се ќе биде согласно уставот и се ќе биде во интерес на граѓаните на Македонија и нашите евроатлантски аспирации. Меѓутоа еве денеска не отидовте на лидерска, можевте тоа да му го предочите. Каде у клинички центар со Зијадин Села сега ќе одиме на лидерска. Јас не знам, сум со потрес на мозокот. Начелно се расположени за да разговарате со Иванов и да му гарантирате. Сакаме да ги решиме прашањата по диалог, разговор на ненасилен пат. Сето тоа време тоа го правиме. Тоа значи дека би се согласиле на една лидерска средба на која би присуствувал и Груевски и сите други? Не би се согласил да одам кај Иванов
за да му го докажам тоа што него го загрижува како политички аспект. И 10 дена Талат Џафери ќе му го даде. Тогаш што прави тој? Еве 10 дена се дадени. Ние го објавивме тоа целото. Па ќе влезе во невидена кривична одговорност ако тоа не го направи. Меѓутоа, и мора да даде одговор ако не го даде мандатот. Што е алтернативата? А и што е алтернативата ако не го даде мандатот? Навистина тогаш Македонија навистина во ќорсо како оди, а од друга страна дали навистина е вознемирувачки ако очекуваме уште едно вакво крваво насилство во парламентот заради ваш избор на премиер? Знаете како? Македонија ќе има влада. И бегање од тоа нема. Јас се надевам дека нема да се случи на ваков начин како што се случи изборот на претседател на собранието, за да после тоа направат крвав насилен акт кој што остана голем срам за државата. Но ако не го даде мандатот Иванов, Македонија сепак има влада. И ВМРО ДПМН не отстапуваше, образложувајќи преку банална расправа на реплики и контрареплики, блокирајќи собранието. Еве дојдовме до претседател на собранието. Верувајте, секој пат постои алтернатива, само Господа не го држи трпението во глава, живците и паметот, да носиме мудри одлуки во интерес на граѓаните и да ги отстраниме сите вакви околности кои што како слики ги видоа граѓаните, веројатно кај многу од нив остана трауми кои што ќе им треба време да бидат заборавени, а некои од нив сигурно и никогаш нема да бидат заборавени. Така да алтернативи постојат. Знаат тоа и Никола Груевски и господинот Иванов. Да, меѓутоа фактот дека 30 и колку дена се разговараше, тие повторно може да се пријавуваат за збор, па да го секој министер предлог за министер да го образлага. Па вашето експозе да го 3 дена е по деловник изборот на влада. 3 дена. Тука е барем тоа ограничено. Верувате дека тука не може ништо. Тука е ограничено во рокот најмногу 3 дена се бира владата. Значи може да има расправа, дискусија. 3:13 да речеме. Откако Талат Џафери извесно е во вторник да го упати писмото до Иванов, да се дадат 10 дена и уште 3 да трае изборот во парламент. Прилика и доаѓаме до средината на мај. До средината на мај некаде. Македонија Јас би бил среќен ако стварно така се случуваат работи, јас ги посакувам така. На господинот Иванов завршува е конечен во својата одлука секако. Виде тој до што не доведе неговата одлука да не донесе мандат. На разделување на таа средба од 1 сат што имав кај него, тој ден кога тој одлучи да не го даде мандатот. Јас само реков дека негова е последна одлуката. Како претседател на СДСМ ќе направам се да не се случи провокација од нас или учество во било какво насилство. Се што постои. Но ако се случи, ќе биде на ваши плеки и на ваша одговорност. Меѓутоа вчера не го осуди насилството. Вие ако слушавте изјавата на Иванов, тој апсолутно не го осуди насилството. Морам да признам дека Груевски за разлика од него се одважи, го осуди насилството и кажа дека ќе има одговорност за секој оној што ги извршил насилствата. Затоа од каде довербата дека Иванов навистина може нешто да промени во своето однесување? Јас сум должен да направам се, да ги следам процедурите и дотогаш додека може. После тоа, ако не може, секако другите опции и алтернативи што ни стојат на располагање. Ќе ги употребиме. А постојат алтернативи и опции. Алтернативите што се? Од правен аспект или од, не знам, во парламентот повторно Талат Џафери ќе свика некоја седница на која што вие ќе го кажете експозето и ќе се изберат министрите? Постојат и од правен аспект, постојат и од прагматичен аспект, постојат и од внимателен аспект, постојат алтернативи. Но не сакам да размислувам за никакви други алтернативи, освен досега првата алтернатива, а тоа е 10 дена да му се даде од Талат Џафери како претседател на собранието, во рокот тие 10 дена да даде своја одлука. Јас верувам дека тој ќе соопшти во првите неколку дена. Нема да чека 10, мислам. Логично ќе опрашате вие новинарите, еден ден ќе се скрие, втор ден ќе даде одговор. Верувам дека брзо и нема да има потреба да ги чека 10 дена, како што јас како мандатор, ако го добијам мандатот, немам потреба да ги чекам 20 дена. Аманте треба брзо веднаш да седнеме, оти ние немаме некои работи дефинирано. Ние кажавме некои наши начелни стојалишта, колегите од ДУИ кажаа своји стојалишта, но ние немаме разговарано со Алијанса за албанците и со БЕС за нивни програми за избори, за нашата програма дали тоа за значи дека избори. пак ќе се сега ви Ќе се седне и ќе се разговара за тоа. Во овие 13 дена. Оти ако ги немате договорено, како тогаш ќе излезете со експозето и со изборот? Не сакам да ви кажам, со добивањето мандатот јас по дефолт имам 20 дена. Така. Ама ако треба и заедно да го чекат граѓаните 20 дена, аманте многу е тоа, не ни треба. Значи веројатно кога ќе испратиме писмо, убаво е да седнеме ние веднаш да разговараме веќе за овие работи. Некои од колегите од другите партии со кои што стоиме заедно за овие 67 потписи, велат чекајте мандат. Отипа нашите органи и тела не прашуваат Заев, ти
Како да разговараш? Без мандат, имаш мандат, немаш мандат. Знаете како, мене Централниот одбор ме овласти како мандатор. Но они сакат исто така пред нивните централни претседателства да кажат. Јас верувам дека ќе најдеме начин да го искористиме секој ден партиципативно, однапред на еден начин за да ги скратиме сите можни денови. И ако добиеме мандатот, нека ни треба ден-два, не знам, да кажеме кој каква одговорност во ресорите ќе зема, кои имиња ќе ги номинираме за да излеземе пред парламентот со владин кабинет и со владината програма. Меѓутоа, ако не го даде мандатот, бидејќи сега ВМРО ДПМНЕ во обвинува за некакви сценарија, верувате ли во сепак мирен начин за формирање влада? Да не речете, еве, сега пак СДСМ провоцира, па пуштивме народ во собрание или... Човек, верувам во мирен начин, аман. Сакам, еве, го кажам начинот кој што го чекам, по-мирен здравје, тоа е редот на работите. И сега Иванов, ако одлучи да не го даде мандатот, а при тоа не каже што е решението за државата, ние мора да го најдеме решението. Или тој ќе го каже, не му давам на Заев мандат, аме решението е план Б, ова и ова треба да го каже. А не вака не го давам мандат, како бевме деца, не ти давам играчката и готово се. Значи, државата ја водиме, претседател на државата. Ќе го даде мандатот или ќе каже што е излезот од ова решение. Тој не може да распише избори. Нема парламентарно мнозинство да се распишат изборите. Не постои прецедент заради тоа што не е излез изборите. Да, тоа е токму она што го бара пак ВМРО ДПМНЕ, излез од ситуацијава за нив се избори. Ама знаат и тие многу добро. Ќе видиме во следното интервју дали Груевски нашето охрабрено гласачко тело, кое што виде дека може. Режим, може 437.000 гласачи. И еден голем број не верува дека е можно, па не ни гласа. Минимум 5 мандати повеќе му земам. И што ќе имаме заедно 72? Па пак нема да даде мандат Иванов, овие пак ја блокираат во собранието. И да сум комплетно во крајност грешка. Другата крајност е 5 мандати да земе повеќе ВМРО ДПМНЕ. Со кој ќе направи влада? Со кој? И 60 да земе. Со кој ќе направи владата? И што е тогаш решението? Значи решението е тоа што постои оформено мнозинство, треба да добие шанса. Може ќе има идни на 3 месеци, може ќе има 9 месеци, може 1 година, може 4 години. Никој не може тоа да го каже. Така? Ма дајте шанса на оформено мнозинство. А ако веќе нема оформено мнозинство, оке да разговараме за избори. Меѓународната заедница вчера го поздрави изборот на Талат Џафери и представниците на Европската унија и на Соединетите американски држави. Осуда за насилствата дури стигна и од Ердоган денеска. Меѓутоа, што очекувате еве од доаѓањето на Којтли во понеделник? Дали е тоа охрабрување за што поскоро формирање на влада и колку ова ќе влијае на целава ситуација? Не може да биде нешто поразлично тоа што досега Стејт департментот Соединетите американски држави директно преку амбасадата овде го соопштувале. Америка менува администрација, менува претседатели на останова на вредностите, на принципите на демократијата. Секогаш Америка е тоа. И јас верувам во тој дух дека ќе бидат токму и препораките кои што ќе бидат соопштени кај нас, соопштени кај другите партии, а испорачени во јавност. Се надам дека ќе бидат многу попрецизни од досега, заради тоа што досегашните не дадува некој резултат, освен помош на она што значи стоење за вредности и принципи. Во овој случај формирано мнозинство треба да добие шанса да формира влада. Тоа е укажувањето кое што доаѓа од Стејт департментот. Јас верувам дека господинот Којти, кој што е како висок представник, доаѓа од името на новата администрација веќе, на тоа што има нов претседател Соединетите американски држави, ќе го повтори директно при посета на Македонија, тоа што директно нашите стратешки партнери, Соединетите американски држави, го очекуваат од својот помал партнер, Република Македонија. Демократските процеси да вродат со плод. И тоа е тоа. Кога не вродуваат демократските процеси со плод, имаме вака. Урнисано општество, насилство на секој чекор, мотивирани бандити и криминални структури, кои што ја се во затвор, ја ги пуштиле во затвор, ја нек не излегле од затвор, кои ги знае, излегуваат и тие се спремни на се, и не им треба некоја посебна мотивација, на тие само ќе им кажете, проверуваме колку од нив се помилувани од Ѓорги Иванов, ќе излеземе и со тој податок, го помилува Ѓорги Иванов, он излева надвор за да го убие Заев. Мислам, постојат такви структури. Зошто? Посебно нема институции. Час поскоро Македонија мора да ги формира институциите. Иако цело време зборуваме за правна држава и спроведување на правдата, токму во минатата емисија имав разговор со две судијки во однос на правосудството. Сведоци сте на она што се случува во кривичниот суд, во Врховниот суд. Колку сето тоа може да има ефект, макар и да имало обвиненија, дури и за обид, за убиство со умисла. Прашање е колку ќе биде спроведена правдата на крај во судовите. Исто така и случаите кои ги покрена СЈО, било да се работи за политичари од досегашната владеачка партија, од врхушката на таа партија или не, сведоци сме на тоа дека
на некој начин преку судовите се обструира нивната работа. Од каде сте убедени дека вие кога ќе дојдете на власт, односно кога ќе го имате мандатот како премиер, не можете да се мешате во судската власт. Меѓутоа, како ќе се спроведе правдата? Дури и за оној кој посегна по вашиот живот, како што ќе паднат прангите и стегите врз правосудството. Како што видовме професионални полицајци синоќа, кои што извршуваа својата работа наспроти тие партиските војници таму што беа, така и во судството. Поголем дел се професионалци луѓе. И еден дел кој што досега се извршители се под закана тоа што го прават. Јас сум убеден со добивањето на мандатот, веќе е известно дека има влада, ќе паднат стегите врз судот. И судот, ние може да имаме какви сакаме филмови во нашата глава, во наши посакувања, јас за моите опоненти, опонентите за мене и моите луѓе и слично. На крајот докази. Законите викаат докази. Ако постоја докази, секој има да се одговара. А докази поприлично постојат за многу луѓе од врхушката на власта во целиот овој период. Само треба тие докази да се процесуират. Јас верувам дека тоа ќе се случи. Зошто? Заради тоа што реформите во правосудството ќе изискуваат месеци во најмала рака. Година, дена, не знам колку е потребно. Треба 2/3 за нив да се случат со она што го ветив јас, распуштање и реизбор на судството. И тоа ќе се случи заради тоа што земји кои што се кандидатки во својот пристапен пат кон Европската унија ги направиле тие чекори во делот на независно судство, поврзано со чаптер 23 и 24. И ние тоа мора да го направиме. Но првиот момент на опуштање од стегите на судството ќе бидат новите ветришта кои што ќе дувнат со новата реформска влада. Зошто јавно зборам јас за оваа работа наспроти другите кои што видовме како тоа го контролират? Апсолутно далеку раците на политичарите или било кој мокници од обвинителство и од судството, ако сакаме да има правна држава. И на крајот, тоа што се обидува да го контролира сега преку врхове, нов председател на основен суд, па промена на судиите таму, само се лажат, може да и потрошат само време на Македонија. Бегање нема. Правна држава ќе има во Република Македонија. Да. Молам? Мандатот на СЕУ ќе заврши во меѓувреме. А ќе избришеме колективната меморија на граѓаните? Или доказите нема да постојат? Па индиции се сите разговори. Вие сте многу оптимист и тоа е добро, меѓутоа јас пак не сум оптимист еве и дури и за сегашното. Јас се уште не знам еве кој раководи со МВР во моментот. Вие имате оптимистички најави за скорешно формирање на влада, а доколку МВР е вакво како што го гледаме во моментов и Чавков еве тука и ви се заканува преку изјави, не верувам во туку така спроведување и на правда и на сето оно што треба да се спроведе. Ако и не веруваме, тогаш надежда уопште ќе ја нема. Мора да верувам. Јас знам, сум се соочил со луѓе кои што сакаат професионално да си ја завршат својата работа. Ги има насекаде околу нас во сите институции. Само барат ослободување од стегите. Верувајте, пораките што ги испраќам дека имаме намера како нова власт да соработуваме со опозицијата. Искрено ги мислам. Аманте луѓе достани од овие делби. Значи ова ќе е возможно ако тој што е на власт, што е моќен, ја покаже галантност. За сметка на тоа што досегашната власт беше уништувачки кон својот опонент настроен. Тоа не ни треба така. Добро, тие повикува и за заедничка коалиција во едно време, кога веќе збориме. Јас реков, додека ова раководство на ВМРО-ДПМН ние не можеме да размислуваме, заради тоа што се бандити луѓето, тоа е дел од условот, осомничени лица од СЈО не може да видат дел од идна влада или соработка со нас. Значи, нека си промени раководството ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и треба на Македонија, тама работа и треба да биде јако. Ако биде јако, тоа моите соработници во идната влада ќе се плашат честно да работат и во интерес на граѓаните. Ако биде слабо, тогаш ќе забегат. Луѓе се, секакви големи партии сме. Здрава е државата на секаде, така ќе биде и кај нас. Ако биде силна опозицијата и силна власт, тогаш процесите терат напред. Ама треба тој што е на власт да покаже галантност, разбирање. Јас реков, ми треба опозицијата за соработка, ќе ми треба за реформите, ќе ми треба за животот и соживотот, ќе ми треба за граѓаните, ќе ми треба за нашата заедничка Македонија. Ние можеме дома си сакаме децата и семејствата наши, мора се сакаме таму у парламентот. Да, меѓутоа тие ве обвинуваат за тоа дека еве спроведувате албанска платформа и слично. Со оглед на фактот дека сакате соработка со нив, да, кога би била последната средба со Груевски, бидејќи ние новинарите кога немаме доволно информации, имаме спекулации. Имаше спекулации дека во претходниве 2 недели можеби сте имале средба или телефонски разговори и слично. Имавме поздравувања во парламентот, можеби од тука излегува некоја информација дека има средби се среќаваат. Седеа на кафе во клубот со сите пратеници на посебна маса Оливер и Никола Тодоров. Како што седеа, не знам, Илија Димовски и Оливер, па седеа Илија Димовски, Дамјан Манчевски.
Има средби постојано меѓу партиите, за координации, за текот на седницата, за паузите, Трајко кој што ги видува. Ние се поздравивме, нема време за разговор, не сме имале средби и ние да ги демонтиравме таквите средби. Не гледам излез, ако се сакаше да се одблокира собранието, ќе испорача услови вакви, онакви за одблокирање, не за избори, отфрли платформи или не знам какви. Тоа се само имагинарни приказни за мали деца. Немаше потреба. Јас не сум се криел никогаш, ако тоа е решението, по ненасилен пат да се случат работите, немам проблем, транспарентен сум секогаш. Ако некој мисли дека треба да правиме некои средби, за некој аболиција, амнести, да не се лажи. Не сум јас тој, ќе има независно судство и тоа ќе носи одлука. Кој сум јас? Јас сум политичар кој што се кандидирал да биде сега пратеник, ако добија мандат да биде премиер на државата. Ама кој сум јас да разговарам за такви работи? На крајот, ако се случат такви работи, некому да му биде нешто опростено. По овие новите сега моите што ќе дојдат. Кој ќе тргнат овие може, па тие ќе бидат дупла по бетер од овие. Тоа не е држава. Како ќе ги убедите оние кои што синоќа ве гледаа со омраза во очите, она толпа народ која влезе во собранието и оние кои се надвор или сакаат да бидат надвор, сега не се, затоа што е обезбедено собранието, дека не спроведувате туѓа платформа, дека не е загрозена Македонија. Многу пати вие повторувате што ќе ви биде владината програма, кои уставни категории нема да се нарушат, што ќе остане како што е, што ќе се смени или не. Меѓутоа, очигледно дека има голема група на луѓе кои не ви веруваат и не можете да ги разубедите. Така. И дојде до тоа да ве гледаат со омраза во очите. Верувајќи во тоа дека сте негативна личност и за македонскиот народ. Ако дома на детето му ветувате цело време велосипед и он ви верува до одредено време, после чека да го купите велосипедот за да му се качи и да поверува дека му е купен. Веројатно на тие што барат изговор дека Заев поддржува некои си платформи на туги држави кои што ќе ја нарушат унитарноста на Македонија или слично, сметајќи го тоа, според мене за изговор. Никој не верува дека тоа е така, но одредени луѓе и структури го користат како изговор. Колку и да зборам дека ќе ја зајакнем унитарноста, се што ќе работиме ќе биде во функција и за сврсување и на устав и на унитарност, ЕУ и НАТО интеграции, нема да биде бинационална држава, сите овие работи кои што ги кажувам постојано. Може устата да ми се исуши, тие па нема да веруваат, заради тоа што тоа е изговор. На крајот времето ќе го докаже тоа и реков, не одлучува повеќе поединец во државата ни Заев, ни Груевски, ни Ахмети, ни Касами, никој, ни Селја, никој. Институциите одлучуваат, парламентот одлучува. Па ќе дојде тој закон за употреба на езиците. Па ако е тоа нешто страшно, што загрожува мојата македонштина, па ќе се исправат таму луѓето и ќе кажат со детали и аргументи за оваа работа. Ако нешто се случи, кое што апсолутно на некое мнозинство, на некој не знам кој во државата не му се допаѓа, ќе излезе тоа на површина. Институциите носат одлука. И вика, тој ќе го смени името. Како бе, луѓе ќе го сменем името кога 2/3 треба. Што да ви кажам? Јавно 100 пати кажав. Одлуки со консензус со едната опозиција. Конечни на референдум со граѓаните. И се како да кажам другчие, еве на крајот сум го кажал јавно тоа. И верувам дека и плюс 2/3 треба дека знаат сите. Тоа се конечните гаранции. Тука и се извлечува на површина одговорот дека ова е се изговор за да не се предаде власта. Ги гледам таму еден куп војводи, јунаци, борци за заштита на што? На криминалот? Да не ја променат власта, да не ја пред 11 години се власт. Не е крај на светот, не се умира со промена на власта. Некои од нив, фала Богу, ќе одморат. Огромен дел од нив ќе ја почувствуваат слободата, под пранги се секој ден и закани притисоци. Јас сум човек со добра душа. Ќе ја испратам пријателската порака према сите. Никој не треба да се плаши од реваншизам, од освета или слично. Ако конечно има правна држава и се одговара, тоа не е реваншизам. Следува интервју со претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, но по се што рековте... Зошто не дојдеше тој вечер? Да, токму и тоа ми е прашањето. Послушувајќи го, вие го послушивте и како инспиратор на некој начин на овие настани, дали ќе се служите на ТВ дуел со него? Јас го повикувам во секој момент на било кој медиум, еве еден прекрасен независен медиум е одлична можност. И вие и вашите колеги и од други колеги нека дојдат ваши од други медиуми ако сакат, па дај да ги извадиме сите аргументи овде бе. Има многу што да го прашам во негово присуство, кој што не би го истакнувал така само со новинари. Во негово присуство. Дојдов овде ми соопштивте дека дојде. Првата помисла, зошто човекот после мене дојде, зошто не заедно? Да, сега верувам дека можеби и ќе се сретнете и ќе лично ќе поразговарате и се надевам дека следниот пат и 20-та ќе ви... Не бе човек, ако заврши интервјуто ќе видите, тој ќе чека да заминам.
Значи тој не може ни да ме погледне во очи, ни да ме поздрави. Јас се надевам дека во интерес на ова што го зборувавте вечерва ќе се смират страстите и ќе имате и политички диалог. Впрочем и ВМРО ДПМН најави дека е за смирување на страстите и за воведување на еден политички диалог и дека со диалог ќе се решат работите. Само така ќе докажеме дека си ја сакаме државата. Трпение покажавме ние од сите страни додека тие блокираа. Тоа го знаат сите. Зошто е, арбитре, нека бидете вие новинарите или целата меѓународна заедница, устата им се исуши. Уште хигиеничарките и возачите од демократскиот свет не му кажа се да ја предаде дека, власт. да, ќе имате во следната прилика, ќе имаме можност и двајцата да ја имаме во ова студио, а следува интервјуто. Ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на гледачите кои што не следа. И за објаснувањето на синокешните настани и за она што велите дека ќе се случува во иднина. Останете со телевизија Телма затоа што по рекламите следува интервјуто што ќе го има мојот колега Александар Чомовски со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.